Другари и другарки, започнува Редкаст. Уживајте! Добро вечер, драги луѓе, добро вечер, Редкастери. Јас сум Кирил Трајковски, Максим, вашиот водител, а вие го гледате 14-тото издание на Редкаст. Се надевам дека сите сте добри и одлично расположени, спремни за уште една убава епизода со уште поубава гостинка. Минути респект за нашите спонзори. Одиме со Клима Лайф, фирма која е експерт за нови брендови на клими, за нивно сервисирање и одржување. Доколку се уште не сте си набавиле клима, сега е вистинскиот момент да се јавите на 075 660092, а момците ќе се погрижат за се останато. Да си ги поздравиме и Алка Битола, место каде што традицијата и вкусот се спојуваат во едно. Во Алка Битола ве очекуваат врвни пастрмајли, пита мајли, ловечкаво тесто, локомадес и врвни специјалитети што се прават со мерак. За нарачки информации јавете се на 079 225 714 и препуштете се на вкусовите и квалитетот за кој зборува цела Битола. Тука е и нашиот нов поддржувач и голем пријател Роберт Китановски од Скопје Инк студио за тетовирање. Сите што сте спремни и сакате да си направите нова тетоважа, можете да го посетите овој исклучителен професионалец и уметник кој ќе се погрижи тоа да изгледа безпрекорно. 078 307 303 е бројот на кој може да се јавите и да си закажете во Скопје Инк студио за тетовирање. Тоа е правото место за вашата нова тетоважа. Спремно е. Океј, оваа епизода во Редкаст ни гостува ликовната уметница Славица Таневска. Девојка која својата инспирација ја претвора во дела што носат емоција, порака и силна креативна енергија. Во разговорот ќе откриеме што се крие за платното, од каде доаѓа инспирацијата на еден уметник, како изгледа животот на исто така еден уметник или уметница и колку е тешко да се остане свој во свет полн со шаблони. Очекувајте искрен разговор, интересни приказни и поглед во светот на уметноста од еден поинаков агол. Не ја пропуштајте оваа епизода, затоа што понекогаш една слика кажува повеќе од 1000 зборови. Останете со нас, ова е Редкаст. Ха! Се враќаме повторно во студиото на Редкаст со нашата убава и млада уметница Славица Таневска. Добро вечер, Славица. Добре ни дојде за почеток. Ајде да се представиш која си, каде си, колку години имаш. Добро вечер, јас сум ликовна уметница, родена сум во Охрид. Меѓутоа 13 години живеам во Скопје, дојдов да запишам средно уметничко училиште и понатаму останав да завршам студии, понатаму да магистрирам и да работам како ликовен уметник во Скопје, така да повеќе... Машала. Да, повеќе во Скопје, да кажеме, сум периодот неголи во Охрид, каде што сум родена. Да, дали тоа значи дека на 13 години дојде сама да живееш во Скопје или со фамилијата си се пресели? Како единче, тешко беше да дојдам сама, така да и мојата фамилија се пресели со си мене. Да, ги принуди да дојдат тука заради твоето образование. Претпоставам дека и твоите си работат тука веќе. Да, веќе си живеат, си работат, си... Кога прв пат почна да се занимаваш со цртање? Па да кажеме, уште од кога помнам за себе цртам. Од секогаш сум цртала. И понатаму, како што си одев, годините се разбудуваше интересот, се увиде дека тој ми е мој талент кој што треба да продолжам да го негувам. Учествував на рацинови средби, најмала бев, освоив прва награда. Браво! И понатаму се си течеше дека мора да завршам средно уметничко, сметав, јас така, се запишав, дојдов во Скопје, го завршив и тоа во на рацинови средби исто така интересна ситуација ми препорачаа да дојдам во средно уметничко да учам тоа школа. Беше еден професор од факултет на рацинови средби и кажа детево треба во средно уметничко да учи. Јас завршив средно уметничко, завршив факултет. Полагам кај тој професор кој што го сретнав како мала. Така, кој што
кој што ми препорача да се запишам и во 4-та година Фехим Хускович се вика професорот. Го полагам испитот при крај некој последен, пред да излезам викам професор, извинете да ви кажам нешто сакам. Ајде вика повели 10 добив супер се. Викам пред 10 години викам се сретнавте ми кажавте да се запишам. Па еве ве послушав. Го следе вашата препорка. Ве послушав, еве запишав и стигнав до тука и изненаден беше човекот, вика па добро, вика нешто сме погодиле. Па добро, да. Ги оправдали неговите очекувања? Имаше ли после соработка со тој професор или дека нели полагаше кај него и сето тоа? Полагав методика на ликовна култура, учев и педагошки блок на предмети, така да не беше ликовна уметност тој предмет што го полагав. Баш конкретно, туку како да се однесувам со студенти и со ученици, што после го употребував во 3 години работење. Ќе стигнеме до таму дека си предавала или на Академијата за уметност, така да ја наречам, не знам. На приватен универзитет. На приватен универзитет. Има и таков во Скопје. Има повеќе. Има повеќе? Има уметност и дизајн каде што се учи така склопен. Кажи ми, Славица, кога последен пат наслика дело што те расплака? Има ли таков момент кај тебе емотивно се врзуваш со твоите цртежи или веќе ти стана, не знам, како рутина, некоја сигурно имаш преку милион цртежи направено? Имам голем број, не може да стане, мислам, никогаш рутина, секогаш го правам со душа. Со душа, така. Значи не си од оние уметници што работат шаблонски, само ради нарачка некоја, ајде, црта и толку. Не. А мислам дека последно се имам расплачено на портрет на драга личност. Што не мора да откривам. Да. Да не ти беше тешко? Не. Окей. Кажи ми, дали уметникот се раѓа или се создава? Тоа е исто како кај глумците, извини ќе те прекинам, затоа што некој вика за да си добар актер треба 99% работа и 1% талент. А некој пак мисли дека, нели, треба од Господ да ти биде дадено, како викаат, талент и без тоа не можеш да бидеш. Во старт како дете сигурно дека е потребен талент за нешто, да имаш интерес да почнеш да го работиш тоа. Ама ако останеш само на талентот, ништо не си направил. Мора многу да се развива. Многу работа треба и тоа не доаѓа само од себе. Него обиди, грешки, се пробува како да се направи едно дело, друго дело и во секој дело стануваш поискусен, повеќе знаеш како да пристапиш, поквалитетен, подобар. Така да се лажат луѓе кои што мислат, вие си црткате таму нешто. Да, си шкрткате вие. Да, и си уживате и така ви е многу убаво. Убаво ние, секако, ама дека има многу работа во тоа, еве. И ти си актер, па знаеш колку работа стои зад, не е само да се каже некоја реплика, да се излезе, да се протрча, например, кај нас. Така. Туку, ете, истото и кај нас, со многу работа се стигнува. Што е потешко? Празно платно или празна инспирација? Празна инспирација, без инспирација не може ништо. А празно платно не е страшно, секогаш е празно. Може да стои празно, секогаш ќе ти дава. Секогаш е празно на почеток пред да стане слика. Секогаш знаеш дека можеш да го надополниш, како да кажам, да вметнеш твоја уметност во него. Добро, а за инспирација? Како ти црпиш инспирација? Од каде ја црпиш инспирацијата? И што најмногу сакаш да црташ? И кој стил на цртање најмногу го негуваш? Добре, јас како уметник постојано се менувам, не сум константно едно исто дека сликам работам, ама инспирацијата веројатно доаѓа од себе спознавање некако. Се занимаваш со своите мисли, со луѓето околу тебе, што се секако од тоа што е околу тебе ја црпиш инспирацијата. Еден период бев многу влюбен во македонските села, па правев истражување на македонската архитектура, патував, ја зачувував. Еден период сега ете ликови ми се интересни, портрети, да навлезам во ликот каков е, актери особено па ми се интересни. Петре Приличко, например, ми е... Го видов тоа, да, омилен. Од Манданата, мислам, од Мис Стоун. Од Манданата, од комедијанти, имам поголема група на негови портрети, така да... Дали тоа значи дека Петре ти е омилен актер? Еден од омилените. Еден од омилените, ама има многу. Има многу добри, поготово старите актери македонски стварно сите се доаѓени. Сега такви актери веќе не се раѓаат за жал. Добро, све се смени, во модерен свет живееме. Океј, кое дело, има ли воопшто дело кое што ти е најдраго? И зошто? Постои ли такво нешто или знам дека на вистинските уметници се им ја што викаш ти не го правам по шаблон, туку со душа си го правам. Дело твојата душа отсликуваш ти на тоа платно или на тој бел лист.
Но може би има нешто што најмногу го сакаш, па ти стои урамено дома или не знам, на штафелај, наместено. Па веројатно последното кое што го работиш дело си најмногу врзан емотивно и затоа не дај Боже некој да ти каже лош збор. Кога ќе помине некое време, веќе можеш рационално да расудуваш дали е квалитетно или не. Ама, еве да речем, тие што ми беа куќите ми се драги, издадов книга од нив. Издаде книга, ќе позборувам и за тоа. Да. Дали може би ова е таа Тоа книга? е книгата. Ама така ми пропаднале сите интервјуа, пошто е издадена пред 9 години, еве, побеле. Зашо викаш ти пропаднале? Како може интервју да пропадне? Ќе го видат на YouTube, има линк. Траги на времето. Пропаднале во позитивна смисла, бидејќи не работам само тоа. Аха. И кога ќе ги видат куќите, мислат дека ова е толку и завршивме, крај. А јас работам акварели, работам икони, стрипови работам, 60 стрипови имам издадено. Така да, затоа велам. Да, овде доле ги пишува и местата, да, еве свињишта, воденица, техника туш, кленоец, техника туш. Да. Дали тоа значи, како што кажа, дека си истражувала, доста си патувала низ Македонија? Низ 54 села патував. Машала. Ја почнав на 16 години книгата. Добро, кој го финансира се тоа? Мама, тато или најде некој спонзор? Беше барано од Министерството за култура тогаш да го поддржи, меѓутоа не го поддржи, така да мама и Не тато... те поддржа. Да. Добро. Изговорот беше Не знам. или немаш изговор? Не знам кој беше изговорот, аплицираш издавачката куќа, веројатно со повеќе дела и сметале веројатно дека нешто друго е по-значајно да се... Кога сме веќе кај финансиите, ова е надвор од мојот прашалник, сакам да те прашам, дали за да станеш еден ликовен уметник треба да си добро финансиски поткован со оглед на тоа дека знам имате специјална опрема, моливчиња, таму не знам како да ги наречам тие да не се брукам се тука, ти ќе го кажеш тоа. Не сум многу воведен во техниките со кои што нели треба да се набават за да можеш да почнеш. Сето тоа кошта, чини пари. И сега нормално, ако семејството не е добро финансиски подковано, кој помага тука? Има ли, например, во Македонија некој да поддржи такви уметници за да се развие таа гранка од уметност? Сликарството, во случајов. Во старт треба да бидеш добро од дома, подкован мама, тата, Так. што се кажа. Так. Па понатака може да имаш луѓе што ќе те поддржат веќе кога ќе направиш неколку изложби и се покажеш, може. Еве сега, например, имам и проекти од Министерство што ми се финансирани, ама после 15 години. Активна работа. Така да е скапа играчка. Скапа играчка, ова така. Да. ликовна уметност. А сите мислат дека се многу ефтини така Купи работи. моливче, блокче и црта. Купи моливче. Да, не е Аз така. Баш имам една приказна, бевме на екскурзија во средно уметничко во Италија. И купив акварелни бои, кои што се коцкичките вака сантим на сантим 12, кошта 50 евра. Да. И за тој ден ми беа планирани 50 евра за цел ден да си го поменам, да јадам, да пијам, си имав некој буџет направен во тие денови додека сум тука. Така. И след тој буџет на пари ми беше оставен во хотелот за дента во джеп 50 евра. Ми ги кажуваат боите 50 евра. И викам, добро, да јадам или боите? Боите. Мислам, дефинитивно. Секој уметник вистински би си жртвувал еден ден за нешто што ќе го задоволи. А дали некогаш имаш уништено слика затоа што не Да. ти се допаднало? И зашто не ми се допаднало и зашто на други не им се допаднало. Тоа е уште полошо. Каков е тој момент? Може ли да ми опишеш вака? Доаѓаш, ја гледаш сликава, ја кинеш, фрлаш, се нервираш или не? Само чисто ја оставаш и Сега ја оставам да преспие, да размисли, ама кога бев помала, ја кинам, ја уништувам. Јас кога бев во основно училиште, ми се случи ваква ситуација. Учителката, седиме, јас и дете, друго, и крева црташ, вика, од другото дете, вака деца треба да цртате, вака деца не треба да цртате. Тоа сум јас, не треба да Ама тоа не е во ред, според мене, тоа како дискриминација. Па некоја? не е баш најверојатно. Јас бев човек што многу ми се разлеваа боите, така, акварелен тип на човек што се вели. И тоа беше како не знае детево по линија да обои да направи да изгледа нели како што треба. И тоа ми е црта што го фрлив со плачење и после мора дома да ме убедат дека
тоа не значи дека не треба да продолжам да цртам. Инаку денес сум, ајде да речем, најпозната по акварелот, баш по тоа разлевањето. Во контакт сум со Сдружение на акварелисти од цел свет, бе во Арапски Емирати прв представник од Македонија во тоа здружение на надпревар, да, а сега сум исто во контакти со председателот Антанур Доган, се вика, мислам дека не го сгрешив. Така да се надам дека и со него некои работилници ќе правиме заеднички, сум поканета. И така се отварат. Доста работи за 27 годишна. Дали уметникот треба да страда за да направи добра уметност, да создаде? Има ли таков емотивен момент, затоа што нели, како што зборевме пред да почнеме да снимаме, еве на пример овие што се познати текстописци кажуваат дека најдобрите песни се пишуваат кога на нив им е најтешко. Дали има некоја поврзаност исто и со сликањето или нема вез? Па има поврзано, затоа што човек кога му е добро, веројатно си ужива во тоа што му е добро. А кога осеќа некоја тешкотија, сака да ја исфрли таа тешкотија од себе, а најдобар начин е уметноста, не правиш никому лошо што се вика, Да. не бучиш, не галамиш, не плачеш, не правиш ништо, него создаваш така да на креативен начин не користиш, така да корисно е некојаш кога патиш да создаваш уметност. Не ти посакувам тоа да ти се случува. Биди си срекни, па цртај си убави весели работи. А колку денес луѓе ја разбираат уметноста со оглед на тоа дека живееме во модерен свет со социјални мрежи, све им е веќе достапно, вештачка интелигенција. Ко нема више тоа исконското, да кажеме, уметник да дојде некој па да нацрта, па сите да се воодушевуваат според мене, пошто сега секој може, нели, ќе напише на АИ, направи ми така и така слика, му прави и може да се фали дека и неговото како И секој е уметник. се препознаваат ли вредностите? Што мислиш? Зависи кај кого како. Нормално дека е многу потешко, особено сега со вештачката интелигенција, кога излезе, секој мисли дека може од кревет да лежи во пижами дома, да побера нешто на и да му создаде и да се чувствува дека јас сум создал. Меѓутоа, Се лажеш сам себе. зад квалитетните уметнички дела стои процес и фактички тој процес е многу позначаен него финалното уметничко дело каде што уметникот истражува, размислува што прави за да стигне до некаков резултат. Така да не се толку едноставни работите како што наликуваат и не луѓето секогаш се едуцирани што е вистинска уметност, а што е нешто плагијат некаков или нешто ефтина уметност. И веројатно треба малку повеќе и ние уметнициве да не има во медиуми или било каде, за да објасниме што е што. Јас сум забележала луѓе со кои што се дружат со мене, кои што не се уметници, и во старт не разликуваат што е квалитетно, што не е. И после некое време забележувам дека сами почнуваат да коментираат, ова не е добро, ова е добро, ова е. Че веќе некаков вкус Мислење се развила. оформува, да. Да, така да потребно е малку повеќе да се запознаат за да можат да просудуваат. Да, па како викаат некогаш патот е исто толку важен колку и самата цел. Убаво кажа, тоа е цел процес што ете. Вистинските уметници знаат и го поминале. Сега тие што мислат дека така преку ноќ со вештачка интелигенција ќе станат Пикасо и Да Винчи и Модилијани, не знам. Ја тие ги знам, комерцијалните сигурно има и многу. Има и наши големи уметници, ќе позборувам и за тоа, ќе ми кажеш кој ти дал најмногу инспирација, кој ти бил идолот. Нели, Личеновски, како си... Мартиновски едно време многу копирав. Мартиновски, Васко Ташковски има еден, ако не се лажам. Како не? Што Академик. прави? Да, Со што Васко прави Ташковски јас се запознав на уметничката колонија Дебарца, исто кога бев некој 13 на години. Он прави апстрактна уметност, така? Ако не се лажам, тоа е правилниот збор. Надреализам. Тој фактички реални елементи вметнува дрва, плажи, луѓе, ама надреално ги комбинира и затоа изгледа Потсеќа на како Салвадор Дали понекогаш. Да, па и Така? дали е надреалист? Тоа е тоа. Уметноста не е толку страшна како луѓето што мислат, јас не разбирам како одбранбен штит. Малку да гледаш, почнуваш да ги врзуваш работите, велиш ми наликува на Салвадор Дали. Да, на да. точна локација си. Точно, да. Така да само гледањето и размислувањето веќе ги носи луѓето на точна локација. Потребно е да гледаат само уметност.
Ќе навлеземе сега малце во едни посериозни прашања. Прво ќе те прашам, еве, ти денеска, дали заработуваш достојно за живот на еден млад уметник? Имаш ли нарачки? Ти се јавуваат ли луѓе или некоја галерија, нели, изложба на твои цртежи, па да дојде некој, не знам, да рече, сакам овие 3 слики да ги купам. Има ли такви моменти во Македонија или се поредко и поредко? Како обстојува еден уметник? Вака, еден уметник ако сака во Македонија да обстојува, треба да биде талентиран за многу дисциплини од уметноста, за да може да обстане. Од вам учепни, од таму да учепни, се снајде, да, значи ако си нешто само што ме потсеќа на мене, мислам, ја не цртам, а мети пантомима, правам и водител, и глумам, и војсовер, и што све не правам. Мислам, за жал. Така. Според мене треба човекот да си се стави ушини на тоа што најдобро го знае. Меѓутоа Македонија, извините, прекинав. Па, пак што реков, ето, интересен сметам дека ни разговарат бидејќи помеѓу двајца уметници. Да. Така да Се слична е ситуација. Значи, сакаш да кажеш дека ти исто правиш повеќе дејности? Јас работам икони, например, продавам икони. 3 години, спомнав, работев како асистент на факултет. Значи, предавачки способности, слики продавам, нарачки, ако ми се јават, сега во последниот период работам накид. Накид, рачен накид и тоа изработам? Да, изработам обетки, брошеви. Така, еден поголем проект ќе биде во најава. Тоа нешто со филигранство да не е поврзано? Не е филигранство, се сликани фактички, тие на дрвени носачи, така. Значи, пак е некоја миниатурно сликарство. Так. На облека сликам, исто така, дизајн на текстил правам. Значи, кој ќе се погледна, моето творештво е многу расширено во разни области и некој би рекол, ете, чудно, меѓутоа за во Македонија е баш добре дојдено, да си што на повеќе страни. Да, не можеш од една гранка да обстоиш. Па да речеме потешко, ајде да речеме иконите можеби најмногу се тие што финансиски носат бенефит. Така, а како, например, ти нарачуваат икона? Веќе знаат дека ти изработуваш или си поврзана со некој, не знам, МПЦ, овие што се појма, немам како? Не сум поврзана, иако веројатно добро би било да имам и таму контакти. Сега скоро имав изложба самостојна на икони, така да ете преку тоа луѓе во видео ме запозна, повеќе некој има и претходно видено дека работам икони, така да покажано, повидено. Значи, еден ако е задоволен, ќе каже и веројатно на некој друг. Да, бе, од уво на уво, тоа е најдобра реклама, меѓу другото, и да. секогаш најдобро успева. А добро, користиш ли социјални мрежи за да се промовираш? Да речеме да си имаш твоја страна на Инстаграм или на Фейсбук, сигурно го имаш тоа, или? Користам, да, имам страни, иако не сум премногу искрено ажурна, многу повеќе веројатно би требало да бидам да ме има таму, ама имам страна и на Фейсбук и на Инстаграм каде што објавувам мои дела, така да и тоа помага. Сепак не може да го исклучиме и социјални мрежи како да не постојат, се добар извор за информирање на луѓето што правиш, затоа што не секој пак ќе се спреми ќе ти дојде на изложба, а на Фейсбук ќе разгледа. Да. Па ако му се допадне, веќе оди во втора фаза да дојде, да види, да праша, да се покрене. Македонците каков народ се? Нарачуваат ли слики, сакаат ли портрети или се тоа се намалува во последно време? Да кажеме, некоја преголема култура за уметност дека имаме во поглед на нарачки. Не би рекла, меѓутоа еве што ги спомнав иконите, тука па некако се и приватно луѓе си порачуваат во тој дел. Најверојатно дека сме религиозна нација и секој сака да има рачна изработка на некоја икона во својот дом. Па да, мислам дека. А на дрво ги изработуваш икони или? На дрво, реово, липово, со посебено подготвено дрво, вдлабнато, како рамка имаат фактички иконите. Значи автентично делуваат, не се она само не. Залепи го. Па така прават многу Знам. печатат. Знам, И затоа те прашувам. И сега тоа ми е мене најстрашното нешто да го направам. Иако многу мина би рекле, нели оди по скратена патека, полесна. Јас сум се школувала толку години за на крај да лажам. Така, тоа според мене е измама. Иако добри пари прават луѓе кои што прават така печатено и лепено и уметнички слики прават така печатени. Значи ова кај мене е слој по слој сликано, позлати правам целосно, значи оригинални икони.
А за галериите, спомнавме дека ти правиш изложби таму. Да. Како тече соработката со нив? Дали од нивна страна имаш една отворена врата или сепак и во галериите треба да се подмират некои сметки? Како оди тоа со галериите за еден уметник? Например, доаѓаш со некој што е одговорен за таа галерија, приватна ли е галеријата, каква е, во некоја институција ли е? Еве знам во КИЦ, во Да. културно-информативниот центар има галерија каде што можеш најверојатно соработка да оствариш со таа институција за да ги видат твоите дела. Како оди сето тоа? На кратко, процесот ме занима. Дали треба да се плати за да си направиш своја изложба или for free го добиваш дека сепак уметноста знаеме на какво ниво е во Македонија? Зависи во која галерија како, ама јас генерално добивам бесплатно простор во повеќето или сум правела во Охрид изложби со договор да им отстапам едно мое дело, да подарам на галеријата наместо да си го платам. Компензација. Што и тоа Не е лошо, да. не е лошо, а инаку генерално бесплатно го добивам просторот, се државни тие простори. За тоа се наменети за уметност, така да Кога спомна Охрид, ме потсети на една случка што ми ја раскажа кога се запознававме. Кога си била малечка и кога си ја направила изложбата во Охрид и кога дошле неочекувано многу луѓе. Може ли да ја раскажеш таа случка? може. И колку годинки си имала? 12. Роден ден ми беше ден, значи ја правев изложбата, подготвував на 11. Тоа значи 600 деление, нешто, тој фазон, сега 7. Да, 600 тогашно. Добро. И имав нормално високи очекувања. Што знае дете што е публика? Така. Мислам, очекувам да ми дојдат 100 души публика. И јас ова го раскажувам на луѓе, викам, јас очекувам 100 души, са наставникот ми вика, па добро, знаеш, не сака ни да ме разочарава, не сака ни толку сега детево да нема, нели, допир со реалноста. Големи очекувања, големи разочарувања. Сега, знаеш како е, вика, тоа ете, не е така, вака, нели, некако. И добро, јас очекувам, па и што прави вербата, еве, приказнава. Почнуваат да доаѓаат луѓе и се собираат 200. Не 100, дупло. Дупло, да. Дупло со оглед на тоа што имавме и посета тоа што ден на училиште од Словенија, нашето училиште имаше. И дојдоа некаде, не знам колку, 30-40 словенци група доаѓаат. Цело школо, наставници, ученици, цело школо моето, цело школо сите што се вели, што ги знаеш и што не ги знаеш од училиштето дека се таму. Градов, значи, огромен број. И се сеќам Славко Певче ми ја отвараше, а се собраа некаде прво 50 најде да речам души, века супер, ајде да ја отвараме изложба, полно народ ќе си отидат. И ние викаме, чекај, уште има луѓе што треба да дојдат. Кога се собраа 200 души, не му се веруваше. Дека толку луѓе може да 12 дојдат. годишно дете. Да. И застанав пред тие 200 души да држам говор. Како? Сигурно добро се снајде. Се снајдов со тоа што јас неколку недели претходно си ја замислував таа слика дека држам говор пред многу луѓе. Ти помогна таа имагинација и те спреми И ме психички предходно. спреми. Јас мислам дека до ден денешен си го помнам што кажував, беше дека на почетокот беше мал круг на луѓе кои што веруваше во мене, моите родители, а сега сите вие верувате. А што им прикажа на таа изложба? Какви цртежи имаше? Беа разнолики, значи немаше концепт направен како што сега можам да направам концепт. Предпоставам во училиштето кај што си учела по некоја зададена тематика ти си правила цртежи или и од дома? Јас работев дома. Јас добив таа првата награда што ја спомнавме, јас одлучив дека треба да, односно и моите родители ми спомнаа дека постои таква нешто самостојна изложба и јас реков сакам тоа да го правам. Јас, например, преку лето работев како да сум запослена. Станував секој ден од сабајле, од 7 саат, например, 6 саат, дури на еден период, и правев слики. И што со архитектура, што портрети, значи различни теми, ама пак беа некои акварели, така со разлевање. Ето тоа цело време што се провлекува низ приказнава. И пак мали формати, некои што сум можела тогаш да ги совладам, ама експресивни во боите, не се плашев да комбинирам, дури што не се реални комбинации, значи не се стремев да изгледа како што личи нели во реално, туку што поекспресивно да биде. Сега доаѓаме до ова прашање. Дали Македонија
знае да ги цени своите уметници. Тука сакам да го отвориме прашањето за законот за високо образование, за вработување на првенци на генерација. Тоа е нешто што е актуелно. Повеќе да ни раскажеш ти и дали се случува, се реализира или само така стои лебди у воздух целиот закон. Да. Добро, па околу ценењето, мислам дека не знаеме младите доволно да си ги цениме. Тоа е еден голем проблем кој што ќе ни се одразува понатаму ако не ги цениме младите луѓе, бидејќи велат светот на младите останува, ама јас се надевам дека и Македонија треба да остане на младите, не само светот. Точно да така. ги испратиме низ светот некаде. Тука треба да има. А околу законот за високото образование, прво морам да пофалам дека се бараат критериуми повисоки и треба да се бараат што повисоки критериуми за избор во звање, затоа што ако немаш ти лично добро CV, како ќе му предаваш некому? Прво, тоа е одлично. Меѓутоа, забелешката е на тоа што во предизборието ветија дека ќе се запослуваат 500 студенти на генерација, а сега во законот во член 174 став 15 точка 3 велат дека ќе се запослува од редот на 10 најдобри студенти во последните 2 години. Такви списоци на жалост не постојат кои се тие 10 најдобри. Тоа е број 1 проблем, што нема да имаме систем како да знаеме дали комисијата одбрала од редот на 10 најдобри или на некој друг начин. Да. Нормално. Така. И уште една многу интересна работа е околу тоа што на рецензионите комисии им се дава дискреционо право на избор. Например, се бара за некој избор звање да имаш 2 изложби. И се пријавува кандидат кој што има 2 изложби, се пријавува кандидат кој што има 20 изложби. И едниот и другиот го исполнуваат Критериумот. Комисијата има дискреционо право да одлучи кој кандидат е подобар. Тоа сметам исто дека тоа во став 16 од овој закон е дискреционото право, дека треба да постои меринг систем кој има повеќе достигнувања тој да биде избран, а не Што е нормално. Па според мене. дискреционо право сметам дека може да има човек за приватни работи, која ќе бира, например, маж или жена, имаш дискреционо право да си одбереш сам. И не смее никој да ти се меша, ни родител, ни никој. Ама кога бираш на факултет некој да работи, не смееш да бираш како за себе си, бидејќи бираш за институција и за држава некој што ќе оформува. Така да ете, тоа е мој апел до ова го испратив во министерство како забелешка околу изборот на превенците, дека треба да се вметнат превенците на генерација, наспроти ова 10 најдобри кои што не знаеме кои се се тие список. најдобри, да. Пошто може и друг список вака под масичка да се провлече и некој да си го, добро, вујко Владика, тоа ќе биде тоа. И еве уметници како што си ти, како што сум ја, ќе си седиме. Ја од 2010 сум дипломиран актер и уште не работам у театар. Тоа се 16 години. Замисли кој гнев го има у мене. Ама се навикав, Не, јас потрпав. кога дипломирав, Си терам све и бев тоа. студент на генерација, кога дипломирав и така барав исто работа и секаде приложував вака тогаш солидно CV, сега имам уште подобро CV Нормално, од тогаш. како раснеш, така. И секаде беше, не е проблем, нели, тоа супер си, ти ете, Ама? ние, ама има уште некои услови кои што, нели, Кои се ти услови? како ми да ти... кажете вака да знам да ги исполнам. Јас сум многу искрен човек, искрено мислам дека добро што не ми ги кажале, отече ги кажав овде кои се тие. Јас сум многу директен, може и тоа ми е грешка, немам влакна на јазик пич. Исто. Кога станав студент на генерација и дојдов да не снимаат од некоја телевизија, не знам која беше, и баш беше станата една колешка со просек 10.00, која што и затрепери гласот, не можеше да даде изјава. До нормално се. И веламе, јас ќе ти помогнам, јас ќе ја дадам изјавата, бидејќи јас бев исто студент на генерација, не со просек 10.00, 9.63 беше мојот тогаш. Добро. Супер. И добар ден, вика, представи се, која си таа и таа од факултет за ликовни уметности, што мислиш, вика, што ќе ти донесе тоа што си на првенец на генерација? Па, викам, мислам дека ние овде сме први на листа за да не иселат од државава, дека ќе имаме приоритет. И новинаров, како се викаше ти? Од кој факултет беше? Јас
па повторно се представуваме, барам изјавата по сите канали, пошто не запомнив каде ја дадов, никаде не нема, така да сакам да кажам, ова размислување мое е долго време си го имаме, како и сега за законов што коментирам. Исто и кога сум дипломирала, сум коментирала некои работи. Ајде сега малце. Повесели теми. Да, повесели теми. Може ли уметноста да биде форма на бунт? Не дали може, мислам дека треба да биде. Форма на бунт, форма на уметниците треба да бидат критичари на општество, да ги лоцираат каде се наоѓаат проблемите, да знаат преку уметноста да си ги кажат тие работи кои што ги мислат, така да апсолутно треба да биде и е, по моја форма на бунт. Да. Кога некој ќе каже, и јас можам да го нацртам тоа. Што мислиш за тоа? Повели пробај. Така? Така. Поклони се и почни. Дали некогаш некој те навредил со коментар за твојата слика? Па да. Ме навредиле. Не си оперирана од лоши коментари што реално сите уметници ги имаат. Критиките се дел од нашите професии. Сега добронамерна критика разбирам, ама има некојаш и навистина се дава критика само колку да те испровоцира. Што мислиш за тоа? Па кој е послаб, веројатно, тој такви критики злонамерни би дал, кој што не се осеќа добро во сопствената кожа. Тој што се чувствува добро, веројатно ќе те тргне на страна, нема да ја каже критиката пред сите, ќе ти ја каже суптилно, види за нареден пат внимавај. Да. Тука тој дел не ти е баш нешто добар. Така да има и такви критики, и злонамерни и незлонамерни. Ама па затоа треба да имаш свој некој, да речам, систем, да знаеш да ги селектираш што е добро за мене, што ќе ми штети ако го примам, па навистина емотивно тука сега се закачам на тоа. Мислиш ли дека уметноста денес е повеќе бизнис отколку страст? Па не мислам дека е бизнис, затоа што уметноста сепак повеќе барем кај нас е страст, мислам. Не можеш ако не ја сакаш уметноста да ја работиш. Има ли лажни уметници според тебе? Има, како не? Има, преска ги спомнавме тие со вештачките интелигенции и ред други работи што само се плагиатори, што се вика она copy-paste. Што мислиш за модерната уметност? Што мислам за модерната уметност? Се што има некаква смисла го прифаќам, ама се што е направено туку така, некако и не го прифаќам. По последно време многу уметници обидувајќи се да бидат спектакуларни, да направат нешто ново, невидено, мислам дека... Тоа сакам да ми го објасниш. Имаше сега пред една година, или две, не знам за збор точно, имаше еден човек залепено банана над зид со гафер, онако, со трака, сива, и го продаде тоа за $5 милиона, или може и поише беше. И што е тоа сега? Како вид на уметност е тоа? Може и е уметност, ама еве ти од твоја гледна страна сакам да чујам твое мислење. Дали само е ради помодарство, ради нешто, како да го кажам тоа, што викаш ти веќе не знаат што да измислат луѓево и прават више некои и смешни работи до некаде, и тоа чини. А ти ќе сутепаш од цртање, ќе сутепаш и ќе земеш на крај, не знам, 50.000 евра, а он ќе земе 5 милиона за банана на зид залепена. Тоа веќе е, еве што спомнавме, дали е бизнес уметноста или е љубов или нешто друго. Во Македонија повеќе од љубов се работи, во светот е и бизнес, во светот е и надпревар на купците или богаташите. Значи, кој поголема глупост ќе купи? Кој поголема глупост и за повеќе пари. Значи, отприлика така изгледаат аукциите, не доаѓаат многу учени, да речеме, такви луѓе што се разбираат, туку повеќе се некои повеќе да се прикажат тајкуни кои што ете сега ќе се надаваме и ја ќе го купам. Да, те разбирам скоро. Отприлика така нешто, значи окей, може и тоа. А има ли уметност според тебе во банана залепена на зид со трака? Што е тоа, мислам? Може, еве сега. Што е уметноста тука, еве, како ја гледаш ти таа уметност? Еве, да најдеме и мили уметност во сето тоа, што би било? Добро, ајде да речеме нека мили, некоја критика, не знам каква, ама пак има и други начини. Не мора да биде бананата залепена се со трака и повеќе е тоа да направиме некој спектакл од ништо
и да се продаде за огромни пари, него ли реално нешто да се Да, се дури направи има со и- некоја трајна вредност, затоа што и таа банана, еве тој што ќе ја купи, утре ќе му скапи. И што прави? И што ќе прави со тоа уметничко дело што му скапала бананата? Сега ќе залепи нова, Не ми е веројатно. јасно, не ми е јасно, стварно, Нели? да не е премачкана бананата со оние некои специјални Ама па ако силикони. ако е премачкана, тогаш веќе нема суштината на банана, значи не е банана. Сега ако отидеме во нели полемизирање, ние така еве Рене Магрит има едно дело, се вика ова не е луле, а е нацртано луле. И сега ние полемизираме дали е луле. Па понатаму велиме, ама не, тоа не е луле затоа што тоа е приказ на луле и е Јас. значи од прилика тука за бананава ние ќе полемизираме што ќе прави тој од која ќе скапе бананата, затоа што реално Да. ќе скапе. Ќе скапе, да. И Ај. тоа ќе скапе за 3 дена. Така, и сега Што правиме со тие милиони фрлени? и каде- Дај ги на некои гладни деца, каде- дај финансирај некоја уметничка колонија, галерии, да се развива тоа, ако веќе сакаш да се докажуваш. Кој е моментот сега? Ја мислам, добро, тоа си се ненормални работи, што за жал ете ги живееме во ова модерно време. вредностите се расклимани. во Изместени се, не се расклимани. Веќе ќе беше добро да се расклимани. Они се преместени, нема вредности веќе, измешана е работа. И тоа се отсликува во Скроз. уметноста. Скроз. Ете, тоа е проблемот вака по моje повеќе. Дури имаше и, ако не се лажам, поправиме, прочитав со полови органи, цртаа, па не знам и тоа колку кошташе. Па тоа е перформанс сега. Тоа е многу интересно и ми е, например, наоѓа во перформанс. Значи, перформанс, што е за мене перформанс и е квалитетно? Вашата професија е перформанс, актерството. Вие со нели глума, со движење правите некоја уметност, а не цел ликовниот уметник, па уште ако се соблечам че е гол, тоа е верев, мислам. Па така некако му доаѓа. И тука ќе, не, еве, например, ќе ја гледаме, не знам, Марина Абрамовиќ, која што во круг од оган застанала гола и прави некој таму Обред. обреди. Да. Да. И добро, окей. И И што? следното е, и добро. И што, некој гледа уметност и во тоа, ја не можам да разберам. Ќе запалиш корчи и ги рече ова е уметност. Уметноста на пламенот. Измислуваат, тука глупости се- прават. се- Мислам, според мене, не ме сваќа прави погрешно, квар. некам никого ни да навредам, меѓутоа Не, јасно. се знаело порано Мона Лиза, уметничко дело. Се прави квази уметност со спојување на уметности. Сега ликовливи уметници ќе станеме актери, ама ние и ќе таму ќе измислуваме нешто, ќе глумиме, ама да биде што поскандалозно, па ќе се соблечеме голи, а си мислам во 21 век кој скандал е да се соблечеш гол. Веќе голотија има секаде. И достапна е сегде. Што е тоа толку спектакуларно? Не знам. Значи, еве те гледам како се изразуваш. Многу убаво збориш, говориш македонски. И секоја чест си го негуваш твојот јазик. Ама тоа ти што го правиш, ќе го пренесеш во иднина и на твоите деца. Ме разбираш? Ама со текот на времето и годините, не знам дали приметуваш дека полека исчезнува Приметувам како не. и се користат глупи зборови, глупи термини, а македонскиот јазик мора е да пребогат. Мора да е англицизам. Тоа не знам како се викаше на македонски, го знам на англиски. Ето Да. тоа, например, ми е многу честа Ќе ситуација. правиме што е- дистинкција. А не можеме разлика, Разлика да да направиме. кажеме, Не ми доаѓа зборот за разлика, мора да е дистинкција. Да. значи. Компарација, Ама споредба. тука клучната улога има семејството. Значи, ако имаш ти здраво семејство, благодарам за комплиментот за зборувањето. Да, те приметив. Кај мене Гориш. дома имав забелешка ако прозборам некој збор како што не треба. И што е сега, ова, што ти значи зборов? А така зборуваат другарчињата на училиште. Веднаш враќај го зборот во нормала. И така се задржува после да зборуваш. Инаку еве и во Охрид, каде што сум растала, ќе зборувавме на некој дијалект каде што не ќе се разберавме сега во подкастов. Да, а си го негуваш тој охридски дијалект. Па искрено не, затоа што јас и во Охрид кога бев зборував вака. Вака. Добро, види, дијалектите се Богатство. богатство. Океј, Славица, убаво ни иде муабетов скроз. Ајде сега брзи прашања малце. Масло или акрил? Акварел. Океј. Акрил, ајде да речеме со вода. Музика
или тишина додека сликаш? Нешто, или музика, или да ми зборува, да си пуштам сакам. Зависно од делото што работам, некогаш знам и сосема да се исклучам, да не ни забележам, завршила музиката, јас не сум ни забележала, ама некогаш знам и да си пуштам и убаво оди. Инспирација добиваш повеќе навечер или наутро? Или преку ден? Наутро. На одморен мозок. На одспиено. Пикасо или Да Винчи? Кодот на Да Винчи. И Ден Браун. Уметност или мирен живот? Нека има мирен живот со уметност, некако. Да, не знам тоа. А иш не позборувавме за приватниот живот твој. Ама е после ќе на кратко ќе те прашам, само да те прашам дали излагаш се, дружиш ли, ноќен живот? Не премногу. Не премногу. Смирена си, вака урава ти е некако смирена. Добро, супер, секој одбира, ма веќе лудите години според мене се Поминати се до 25-6, Да. мислам, сега ти веќе навлагаш по еден друг Јас друга етапа. што спомнавме додека бев асистентка, јас бев во фаза да ги советувам Не, студентиве така. Добро. Страшничко дури. Дали некогаш си се разбудила среде ноќ затоа што си добила идеја за нова слика? Да. Има таков момент. Има таков момент кога се мислиш што треба да направам и ти доаѓа. А си се мачал денови, недели. Вака после. И за една секунда, како се мачав толку време? Дали уметникот мора да биде луд за да создава вистинска уметност? Не мора да биде луд. Може да биде да не го разбираат, може би луѓето, ама не значи дека е луд. А обично знаеш кога ќе кажеш уметник и на некој му доаѓа слика и така се представени по филмовите и сегде со бради, со коси, нејбањати, рашлякани цели со тоа идат, мислам, Да. не мора тоа да значи дека тоа е Тоа еден ми се профил на случи уметник. мене со еден родител, ајде нема да кажам, кај што кажа, не дај Боже дете во моје да стане уметник, а седи покрај мене. Века ќе биде небањато, ќе мириса, ќе грдо, ќе вако, и се вака, а мене ми го раскажува. Ме раскажува приказно и се си викам, чекај човече, јас ли сум што пишува? Океј. Така да не мора да биде то толку, повеќе мислам стереотип. Така. Дали некогаш си се заљубила во некоја своја слика и не си сакала да ја продадеш на никој? Да, имам слики кои што ми се лични, така. За себе. За себе, да, нека приказно ми раскажуваат ситуација. Е се случило ли луѓето целосно погрешно да ја разберат пораката на твојата слика? Се случило, ама па тогаш веројатно нешто не е успешна сликата, ако тотално во друга насока отишле да ја разберат, па се преиспитувам каде е проблемот. Дали празното платно понекогаш знае да биде страшно? Додека не се повлече првиот пат е се страшно. Кога ќе почнеш веќе Така. Така е за се у животот. Најтешко е да го направиш првиот чекор. После веќе се е полесно. Ама има некои што не се ни осудува да го направи првиот чекор. Ете, баш те пусти страф. Си вика, ај, добро ми е тука, седи си. У комфорт зона. Има многу такви што се во комфорт зона, Да, а јас да, да. сметам дека човек треба да си се бори сам за себе си и да не останува во комфорт зона. Дали уметноста може да промени нечие размислување? И дали имаш личен пример за тоа? Да му го промениш мислењето на некој со едно твое дело? Може да промени, може да отвори размислувања, погледи, имам такви дела. Бев на една резиденција во Словенија и во Италија се одвиваше еден период таму, еден период таму. Па баш имав ова дело за исцелување на младите, каде што беше еден млад човек со торба насликан, книги, и како едни го тапкаат по рамо, нели, таа првата фаза супер си, добар си, само замени си, а втората фаза со стапови кај што го бркаат, кај што веќе ако не си одиш со тапкање по рамо, си Ќе одиш си на одиш на лош кулци. начин. И учесниците беа од цел Балкан, уметници. И сите рекоа, ова сме ние. И викам, ма ова е за во Македонија правено. Не, ова сме ние. Се пронајдоа. Се пронајдоа. Ете, не да им сум им го промениле размислувањето, ама да се пронаоѓаат. Може. Би направила ли портрет од човек што воопшто не ти се допаѓа? Као, не знам, ете. Во кој смисол не ми се...
Поима како нема. личност, вака, како Како карактер. личност најверојатно и тоа што го прави. Не знам, е некој лош политичар. И доаѓа и ти вика, направи портрет. Карикатура ќе му направам. Има начин. И пак имаш многу работа тогаш. Пошто ги има многу. Добро, тоа беа тие брзи и кратки прашања. Доаѓаме до самиот крај. Секогаш прво да не заборавам, да ти дадам поклонче од Редкаст. Ова е една наша мала пажња за тебе. Благодарам многу. Чаша со нашето лого. Може некојаш ќе нарачаме и да ни нацрташ една ваква, види го логото, една женска опасна. Ето така. Супер. Супер. Ќе го пофалиш ли нашиот дизајнер што дизајнираше и логото на Редкаст? Симпатична, навистина е убав. И со ова превртенава буква на Р-то, Да. интересно ми се допаѓа. Порака за крај, што ќе им порачаш на гледачите? Крај? Па да, ете и како бивша, не те прашав сега, уште предаваш некаде? или Сега во моментов не предавам, бев 3 години асистент, избран со звање се. Зашто редовно. веќе не се откажа нешто? Немав простор за напредок. Така. Заради што бев За лична- заради што бев млада. Бидејќи сум била многу млада, не требало повеќе Знаеш да. како викаат, да една врата напредувам. се затвора, две се Друга се- отвара. ето, така. Така да не се грижиш, млада си, сигурно ќе си го најдеш. Не се грижам Своето воопшто, место. бидејќи тоа беше моја одлука да заминам од таму. Иако сум во контакт со студентите, до ден денешен ме бараат, што ми е најголемото богатство, сум ме успеала мојата цел, и во пораките ми пишуваат дека сум ги мотивирала многу. Така да се надам дека мотивирачка ќе ми биде последнава порака ми е да си бираме да работиме тоа што кое што сме надарени, за да се чувствуваме добро, не дека може би ќе ни е лесен патот ако го работиме тоа што го сакаме, ама барем ќе се чувствуваме добро. А доколку работиш нешто што не си за тоа, ќе се мачиш прво себе си и ќе ги мачиш ти околу тебе. Да. Затоа што не си за тоа и да си имаат младите многу повеќе самодоверба и сами да си ги создаваат шансите да не чекаат друг да им ги даде. Ете тоа е. Ето размислување и порека. Одлично кажано, Славица, ти благодарам што одвои време да дојдеш во Редкаст, да ни ја раскажеш твојата приказна. Се надевам дека ти се допаднаа моите прашања. Сакав така. Јас не знам Обширно. каде отиде времето. Да, Се летна многу чувствувам брзо. дека 5 минути разговаравме. Да, убав муавет направивме и поучен за сите млади идни уметници кои што ете од тебе ќе си земат некој заклучок каква е ситуацијата во Македонија моментално и убава порака на крај секако им врачи на нашите гледачи. Сега пред да одиам емисијата да видам што нацрта. Портретот уште не е довршен, Добро. ама вака е интересен. Марлон Брандо, тоа е тоа. Одлично, одлично. Треба да ти го оставам да го... Не, ова е или- подарок, а и книгата Подарок? секако е подарок. Фала. Така да затоа... Ја ќе сигуравам тоа и тоа е тоа. Ќе те викнам во наредна сезона. Се надевам дека ќе се одважиш да дојдеш. Знам дека си и во планови некои да си отвориш и собствен подкаст, ако не се лажам, емисија каде што би изборувала со повеќе уметници од таа област или да не откриваме сега. Да не откриваме, Да ама не има откриваме, меѓутоа доста. ти посакувам да Впрочем, бидеш така малце беше и контактот, нели, Да, првичен. јавно сакам да бидеш поекспонирана, затоа што си доста мудра, морам да признам, и зрела за твои години. И секоја чест за тоа. Драги гледачи, ова беше уште една епизода на Редкаст, место каде приказните добиваат боја, а разговорите одат подалеку од површината. Денес со Славица Танеска зборувавме за уметноста, инспирацијата и за светот што се раѓа за дедно платно. Ако ви се допадна оваа епизода, споделете ја, коментирајте, критикувајте и останете со нас, затоа што во Редкаст секогаш има нови луѓе, нови идеи и нови приказни што вреди да се слушнат. Јас сум Кирил Трајковски Максим, а вие ја гледавте 14-та епизода на Редкаст. Се гледаме до скоро, поздрав и убава вечер. Другари и другарки, започнува Редкаст. Уживајте!